Во Бали, Индонезија, се одржува многу очекуваниот самит на суперсилите, американскиот председател Џо Бајден и Ши Џинпин, неговиот кинески колега. Во услови на зголемени тензии, двајцата лидери ја истакнаа потребата да се надминат разликите и да се избегне конфликт. Ние, како лидери на Кина и на САД, треба да играме улога во поставување насоки за да се најде вистинскиот пат за развој на односите меѓу нашите две земји. На состанокот, што траеше повеќе од 3 часа, Бајден рече дека се обидел да ги намали тензиите околу Тајван, остров кој има самоуправа и Пекин го смета за своја одцепена провинција. Мислам дека нема непосреден обид од страна на Кина да го нападне Тајван и јасно стави до знаење дека нашата политика кон Тајван воопшто не е променета. Тоа е истата позиција што ја имавме. Јасно кажав дека сакаме да видиме миролюбиво решавање на прашањето околу теснецот. Бајден рече дека ако Пекинг не е во можност да влијае на Северна Кореја, САД ќе се придвижат кон дополнителна заштита на своите сојузници во регионот. Предходно во понеделникот Бајден се сретна со председателот Џоко Видодо, домаќин на самитот на групата 20, собирот на лидерите на 20 најголеми светски економии. Како што ви кажав, господине председателе, мислам дека не си одам дома. Пријателското шегување дојде по месеци на интензивни дипломатски односи меѓу Вашингтон и Џакарта. Првично, западните лидери се заканија со бојкот доколку Индонезија не го исклучи рускиот председател Владимир Путин. Компромисот беше да се покани председателот Володимир Зеленски и покрај тоа што Украина не е членка на групата 20. Зеленски треба да учествува виртуелно, додека Москва го испраќа министерот за надворешни работи Сергеј Лавров. Војната во Украина и незиното влијание врз глобалната безбедност на храната и енергијата ќе бидат високо на агендата на самитот на групата 20, што започнува во вторник.